Министерството за надворешни работи молчи за протоколот кој треба да го потпишат Македонија и Бугарија за да се тргне блокадата. Ниту на денешниот брифинг шефот на дипломатијата не образложи што точно ќе стои во протоколот, доколку Македонија официјално каже да за решението од Париз. Османи ги отфрли како шпекулации и сите изјави и ставови во јавноста, дека се заканува национално предавство. Убедува дека протоколот не е дел од преговарачката рамка, а најважно според него е признавањето на македонски јазик како официјален јазик на Македонија. Со сета одговорност кажувам дека ова е добар предлог кој што ни го отвара патот, кој што ни овозможува да ја фатиме последниот воз за Европската унија. Веќе почнаа официјално да се отвараат теми за нови унии, за нова политичка унија. Ова прашање ќе заглави во наредните години и години. Тука ние ќе имплодираме од сите кризи можни кои што ќе се појават од немањето перспектива. Сепак, она што предизвикува сомнежи за блокади, дури и откако ќе се отвори преговарачкиот процес, е членот 12 од договорот за добрососедство, кој предвидува годишни извештаи за сите мерки кои ги презела Македонија за подобрување на билатералните односи. Договорите секогаш биле во секоја варијанта на рамката, од кога постои рамка, од кога постои обид и разговори меѓу нас и Европската унија. Значи, првата лага во овој пакет, бидејќи сакам така да ги демантираме едно по едно, е дека има нешто, договорите со Бугарија биле внесени во рамката. Не, точно секогаш биле во рамката. Во отсуство на транспарентност на македонската влада, некои медиуми веќе објавија нацрт текст од протоколот како превод на она што се објавува во Бугарија. Па така, Дојче Веле пишува дека годишните прегледи и мерки за ефективна имплементација според членот 12 се дел од протоколот. Во документот јасно се наведува што се треба да се направи и до кога во делот на работењето на Историската комисија, измените во образованието, промените на обележијата на спомениците, вклучително и оној на цар Самуил, за кој се планира тоа да го направат свечено владите на двете држави. Според протоколот јасно е утврдено дека македонската влада потпишала дека ќе се санкционира и гони говорот на омраза, дури и на социјални мрежи, што ќе го контролираат и бугарските институции. Има и патоказ до кога и кои учебници треба да се сменат, не само по историја, туку и по географија. Се со предзнакот за охрабрување, но со јасно утврдени временски термини. Македонија ќе треба и да се извини, како што стои во протоколот, на жртвите на репресијата од југословенскиот комунистички режим.